Здраво, јас сум Магдалина и на скратено ме викаат Маги и сега јас ќе ви прочитам една приказна Кралот Шахријар. Кралот Шахријар. Сисиндејците била стара династија која владеела 400 години од Персија до Кина. Едниот од кралевите бил добар и праведен човек. Имал 2 сина, Шахријар и Шахезамар. Поминале години и години и кралот остарел. Пред да умре, го повикал Шахријар покрај смртната постела и му рекол: Синко мој, од денес кралството е твое. Добро е да се грижиш за него. И стариот крал почна. Шахријар бил женет за прекрасна дама, која била позната по својата убавина. Многу ја сака. Еден ден Шахријар ја фатил жена си дека му е неверна. Бил многу бесен и му наредил на везирот да ја казни. Иако била казната, Шахријар бил многу тажен, бидејќи таа ја изневерила неговата љубов. Полудел од тага, Шахријар му наредил на везирот: Сите жени се исти, треба да се казнат. Од денес секој ден ќе ми носиш по една нова девојка. Ќе се оженам за неа на взори и таа ќе не помине една ноќ со мене. Следното утро ќе ја убijеш. Везирот бил во шок. Рекол: Ох, кралу, од денешен ден твоите поданици те сакаа. Со ваквиот чин за навик ќе ги и разлутиш и натажиш. Но кралот немал ни трошка обзир за неговите зборови. Од тој ден, взорен везирот ќе му донел една девојка на Шахријар. Девојката ќе му станала невеста и ќе останала дента и ноќта во палатата. Следното утро везирот ќе ја убил. Целото кралство било несрекно поради одлуката на Шахријар, но ништо не можело да ја смени неговата одлука. Вака продолжило со денови и денови. Везирот имал 2 ќерки. По старата се викала Шехерезада, а по малата Динерзада. Шехерезадата била убава и паметна девојка. А Динерзада била просечна девојка. Една вечер везирот се вратил дома, уморен и несреќен, бидејќи и мразел што мора секое утро да убива. Шехерезада се качила во собата на татка си и му рекла: Татко, имам решение со кое кралот ќе се разуми, но мора да ме послушаш. Везирот рекол: Кажи ми, малечко мое, се ќе сторам само да заврши ова на крвополевање. Шехерезада рекла: Татко, омажи ме за кралот. Везирот останал во шок од тоа што го слушнал. Рекол: Шехерезада, зар на собствениот татко му кажуваш да те не убие? Шехерезада тивко рекол: Татко, слушни ми го планот. Нема да треба да ме убиеш. Така ќе го заинтересирам кралот што нема да повера да ме убиеш. Везирот рекол: Невозможно, кралот нема никогаш да го смени и тоа што го наумил. Што и да направиш? Не можам да го ризикувам твојот живот за да го запнапреш кралот. Шехерезада рекла: Татко, размисли, ако се не согласиш со ова,
што ти го кажав, ќе го спасиш животот на стотици девојки. Спротивно, ќе мора да ја носиш болката што секој ден ги убиваш. На крајот везирот со тешко срце морал да се согласи. Тогаш Шехерезада и се обратила на сестра си Динарзада и рекла: еве го планот. Ќе го убедам кралот да ти дозволи да спиеш во собата веднаш до нашата. Тогаш пред самото изгресенце викни ме да ти раскажам приказна. Ќе ти раскажам толку интересна приказна што кралот ќе сака да остана жива за да ја довршам. Динарзада се согласила со планот. Наредниот ден везирот ја оде Шехерезада на кај Шахријар. Тој бил изненаден и рекол: зошто ми ја донесат ќерка ти? Не знаеш дека ќе мораш да ја убиеш. Везирот рекол: ваше височество, таа не заплаши од тоа што ја чека. Самата реши да ти стане невеста. Не ја натарав на сила. Шахријар подразмислил малку и се согласил да се ожени за Шехерезада. Како што изминувала ноќта, Шехерезада рекла: бев многу блиска со сестра ми. Како моја последна желба, те молам, дозволи да спие до нашата соба. Шахријар ја разбрал и ја одобрил нејзината желба. Ја повикале Динарзада во палатата и дозволиле да спие во одајата веднаш до кралската соба. Пред самото изгресенце Динарзада ја викнала Шехерезада да ја раскаже приказна. Шехерезада почнала да ја раскажува својата најинтересна приказна. Шахријар, кој бил исто така бил буден, се заинтересирал за приказната и почнал внимателно да ја следи. Сосема заборавил на изгрее сонцето, кога му утекнало, и наредил на стражарите да ја дадат уште еден ден за да можат да ја доврши приказната. И така Шехерезада заработила еден ден повеќе. Но нејзината мудрост не запрела таму. Продолжила со интересни и приказни секоја ноќ. Илјада и една, и тие станале најпознатата збирка приказни во целиот свет. Илјада и една ноќ. Крај. Hvala. Ćao. Чао.